Со зборовите со среќа, 64-годишната примариус доктор Добринка Наунова Јовановска и главната сестра на инфективната клиника Габриела Темелковска ја примија антиковид вакцината на Pfizer. Тие две беа првите медицински работници кои беа имунизирани изутрината. По аплицирањето на првите дози, тие изјавија дека се чувствуваат добро и упатија порака дека имунизацијата е единствениот начин за да ставиме крај на пандемијата. Можам да препорачам да секој од нас кој е во оваа држава и сега веќе имаме вакцини, ја прими вакцина по собствен избор, нормално кој сака Pfizer, кој сака некоја друг тип на вакцина, меѓутоа тоа е единствен начин да се заштитиме од овој тип на инфекција што не задеси последнава година дена, со која цел свет се бори, па и ние, Бога ми, добро. Секако дека се чувствуваме посигурни дека со вакцинацијата ќе се намали бројот на новозаболени и дека ќе почнеме да се враќаме во нормален живот. Но зошто министерот за здравство Венко Филипче не беше меѓу првите кои ја прими вакцината, за да ги охрабри и биде пример за граѓаните, како што во голем дел од земјите функционерите беа први кои што се вакцинираа. Тој многу пати кажа дека предност ќе им даде на здравствените работници, но меѓу другото рече и дека ќе се вакцинира со првата вакцина која ќе пристигне во земјава. Но денеска не го стори тоа. Конечно би се вакцинирал помеѓу првите со било која вакцина која што прва ќе пристигне во земјата, и конкретно и со кинеската. Не сакам да земам место од овие сега првични дози кои што се навистина броени на колегите кои што директно работат со пациенти. И сигурно ќе се вакцинирам во некој од следните тури на вакцини кои што ќе дојде со цел да покажам на граѓаните дека е тоа што тие треба да го направат. Инаку овие 4680 дози на Pfizer, кои Македонија ги доби од Србија, според планот на имунизација би требало да се потрошат за 10 дена. Но прашањето е, дали во тоа време ќе пристигнат и останатите вакцини на кои Македонија се надева? 200.000 од кинески Sinopharm и 4.000 дози на Pfizer. Иако ова е мала бројка за постигнување на колективен имунитет, за сега здравствените власти не размислуваат за набавка на Спутник В. И покрај тоа што анкетите покажуваат дека македонските граѓани најмногу веруваат во руската вакцина. Но и меѓународните истражувања покажуваат дека Спутник е една од најефикасните и најсигурните. Здравствените власти очекуваат кинеските и останатиот дел од дозите на Pfizer да пристигнат до крајот на месецов, односно следната недела. Но ако не се остварат нивните прогнози, тоа би значело прекин на имунизацијата.